Како што најавивме, се враќаме во студиото, тука е господинот Суарет Алишан од Коалицијата за застапување на правата на лицата со хендикеп. Менуваме. Господине Алишан, добро дојдовте во студио 10. Добро да најдов и ви благодарам на вашата покана. Ве повикав бидејќи неодамна одржавте една пресконференција, а и пишувате често на вашата организација, пишува и на социјалните мрежи за проблемите и предизвиците со кои се соочувате. Еден е со проблемот со персоналните асистенти. Бидејќи има проблем со нивното плаќање, потоа вие не ги добивате. До каде е овој проблем? Имаме ли некакво решение за сега? Видите вака сега, генерално да направиме на ретроспектива, проблемот постои од самиот почеток кога почна да работите да функционираат. Ние имаме закон каде што е предвиден согласно член 76 од Законот за социјална заштита, кои типови значи дека е дефинирано дека дефинитивно можебат лични персонални асистенти и така натаму. Додека имаме ние правилник кој што е направен од страна на Министерството за социјална политика и демографија, тогашната министерка Мила Царовска, од 2018 каде што тој правилник е направен врз основа на член 146. Тој член едноставно действието, процесот на, да речеме, на користењето на услугата е под едноставно под ингеренции на министерот. Значи едноставно све е во негови раце. Како ќе му текни, така ќе функционира, бидејќи тој не е во вид на законска рамка правилникот направен. Ја би рекол ова односно ова право, ова е во однос на персоналните асистенти, ова е едно компензационо право, кој што ова компензационо право не е загарантирано на согласно Законот за социјална заштита, од причина што знаете, нели, иако ова компензационо право не можеме да ме ги врати очите, не може на лицето со телесна попречина да им ги врати носете или рацете. И затоа се користи ова компензационо право, но ова компензационо право, искрено кажам, аз сакам да бидеме и сами критичари, да речеме правилникот, законот вели не треба да речеме да има потесен од семејството да има да речеме асистент да ти биде. Кај нас тоа се случувало, ги злоупотребувале со различни презимења, да речеме имаш ситуација каде што да речеме сестрата има друго презиме, но центрите за социјални работи него тоа да речеме мапирале и има направиле пропуст да речеме да има да сестрата да биде асистента што не сме. Понатаму имаме злоупотреба каде што верувајте, имаме асистент кој што вика правилникот, асистентот не смее на двајца во домот да им ја дава услугата или надвор од домот. Имаме такви примери. Понатаму се тоа се случува зошто? Нашата правна комисија и статутарната комисија направи големо истражување каде што имаме ние во моментот 50 провајдери регистрирани. Тие 50 провајдери, да речеме, сега ќе ви обяснам како тоа функционираат и како они стануваат од здружение на граѓани, ја ќе кажам профитабилни, а они не смеат да бидат профитабилни. Зошто? Државата бруто нето, значи издвојува за едно лице 25.200. Бруто нето доаѓа мене до 22.000 денари, каде што се плаќа персоналниот данок на асистентот. Но тие пари понатаму провајдерот има право да задржува заради канцелариски материјали, заради канцелариски простори, понатаму морате вие на секој 20 асистенти да имате по еден координатор. Единствено, по тој правилник кој што се води е само во моментот јас од кај што доаѓам е Црвениот крст, кој што работи буквално на тој системски организирано, додека здруженијата на граѓани не се организирани. Вие имате здружение, еве ќе го земам пример, ЕСИ здруженијето, кое што е основано од страна на претседателот Жарко Селковски, после тоа истото здружение го превзема сопругот на личност која што е вработена во Заводот за социјални дејности, како опозиција на моќ, и тие прераснуваат во провајдери. Поточно, ако 22.000 денари останува во здруженијето, а дава да речеме 19.000 денари плата, 3.000 денари остануваат во здруженијето. Замислете вие тоа. И сега пресметнато некои имаат они 200 корисници, а и повише имаат, колку пари остануваат во здруженијето сега. А тоа не смее, тоа е надвор од тоа, ама е предвидено со правилникот кој го донел министерот. Понатаму, имаме злоупотреба на тие здруженија што прават. Еве, јас се сваќам владата зашто ја направила ревизија,
Дури еве ние се нудиме како организација да ја помогнеме, бидејќи ние како организација мапиравме многу недоследности кои што биле поставени од лукративни цели. Понатаму, значи да ви објаснам како. Вие имате асистент кој што е евидентиран преку Центарот за социјална работа, кој што користи компензационо право за персонална асистенција, но тој преку општините, да речеме, имаат одредени издруженија на граѓани, тие се индиректни средства кои доаѓаат од програмата на UNDP, користат од таму услуги или пари. Понатаму, тие издруженија на граѓани стануваат и обучувачи, например за персонални асистенти. Тие издруженија не ги прават соодветно обуките. Каде се видело за месец дена, вие да издадете онлайн лиценца за неговател. Тоа го прави ЕСИ. А тоа, тие што не се вработени, они повлекуваат пари од системот, од Завод за вработување. Вика, Завод, бидејќи тоа е дозволено, тука е ги злоупотребувате, бидејќи они таа обука или таа лиценца што даваат, ја наплаќаат. А најтрагично, се штанцаат лиценци, а немаме ние асистенти. И што се случи? Дојдем ваков еден хаос, кој што, да, јас пак ќе кажам, и веќе ја повторам мојата реченица, релативно министерство ќе вреди оноку колку што ќе се грижи за децата и лицата со попречност и нивните персонални асистенти или нивните компензациони права. Значи сакате права. да кажете дека сега владата прави ревизија на целиот тој систем? И има право. Јас се охрабрувам. Да ќе ви кажам треба да направи. Знаете зошто? Зашто вие имате јас направив на статистика, ќе откријам што е многу нормално, повеќето корисници на персонална асистенција се слепите лица. Додека телесните се, статистика ќе ви кажам, последната која што ќе објавиме во овие денови, 75% се застапени лицата со попреченост. 15 до 20% се застапени лицата со телесна попреченост и останатите се лицата со интелектуална попреченост, ама не сите. И ние велиме да знаеме дека има пропусти. Нашата организација да критикува, ги мапирише проблемите, но има многу посоодветен модел кој што сака да го реши проблемот на овие персонални асистенти, како и на лицата со попреченост, бидејќи тој има компензационо право. Како велиме? Нашата организација изработи една драфт верзија која што ќе ја промовира и затоа од тука апелирам, бараме средба со представниците на Министерството за социјална политика, како и представниците од секторот за социјална работа при влада на Република Македонија, каде што велиме имаме многу соодветен модел. Прво, здруженијата да бидат и вземени, да не ја даваат оваа услуга, бидејќи тоа не може они да бидат профитабилни. Законот јасно предвидел дека тие се непрофитабилни организации, а ние тука гледаме профит права. Понатаму, што велиме? Единствено, како организација приметивме, увидовме дека ова може да се уреди на следниот начин. Подитно, Министерството за социјална политика и Црвениот крст, Црвениот крст не е издружение на граѓани, туку Црвениот крст функционира според посебен закон, лекс специјалис или по закон за Црвен крст. Да се формираат мешовита установа, да се формира и таа мешовита установа ќе биде поврзана со сите центри за социјални работи. Имено, предностите кои би биле. Прво нешто, асистентите кои што го добивале, да речеме, хонорарот во некоја организација 17 денари, во некоја 19, значи немало правила на поставено на фер практика, да речеме, добивање на хонорар, ние велиме вака, бидејќи државата веќе издвојува парични средства, предвидена е таа согласно кошничката, да секоја година се менува и секоја година ние ги менуваме и договорите во центри за социјални работи и велиме вака. Персоналниот асистент, согласно еве сега моментално како што е ситуацијата, ако добива 25.200, с бруто нето него ќе му даде 22.000 денари. Он тие пари да ги добие, додека да речеме мешовитата установа која што ќе биде од национален карактер за лични асистенти, остатокот од парите средства ќе ги обезбедува преку индиректните средства кои што се на UNDP програмата, преку Министерството за социјална политика, за да Црвениот крст, бидејќи ние имаме разбирање дека Центарот за социјална работа не може да биде менаџери. Затоа Црвениот крст може да го работи, ја има логистиката, работи, им помага на луѓето при остварувањето на нивните права, бидејќи имаме одредени документи кои што ги предвидил законодавецот и што е нормално и исправно. И са велиме ние. Црвениот крст во секоја просторија, во секоја општина ќе се има, да речеме, центар, каде што лицето со попреченост кога аплицира, Центарот за социјални работи него му издава решение.
дека он ги исполнил условите согласно неговата медицинска здравствена документација и веднаш он со тоа решение оди во провајдерот и си ја користи услугата. Со провајдерот што би се добило прво? Бидејќи ние во Министерството за социјална политика и во Центар за социјални работи, јас тоа ќе го потврдам, имаме Casement. Casement е софтвер каде што вие по закон, по обврска, имате должност да го водите досието на секое лице со попречност кое што остварил право од социјалните права или компензационите права, социјални права се тие, и они се должни да ги водат нивните досија. Овие фактички персонални асистенти ќе може да го менаџираат самиот кейсмент, како ова лице се снаоѓа надвор од простор, баталиери за неговател и слично. И понатаму ќе може да му имате вие луѓе кои што не знае кога има контролен преглед. Закажува, бидејќи самиот система ќе можеме едноставно да им ги олесниме. Па дали друг тип на право остварување, дали е вадење на одредени документи од некоја институција, со самиот кейсмент кој што ќе биде верификуван, ќе биде да се поврзи со сите институции на системот и да овие лица си ги добијат поедноставно правата. Затоа тој персонален асистент или ајде да речам компензационо право. Тука е предноста што сакаме на тој начин да се и понатаму обуките, како што е сега, испитниот центар за прва помош и деца преку Црвен крст, да иде преку Црвен крст. Не може Сдруженијата на граѓани. Не дозволиво е Сдружение неискусни луѓе вие да ги припремате тие за персонални асистенти и они земаат сертификатите, од тука ги нема. Значи, ако вие направите, нека направи државата истражување, на колку невработени им дадува лиценци и колку од тие вработени, од тие што добиле лиценци, се ангажирани како персонални асистенти. 1%. Значи, вие обвинувате дека тој систем не функционира, дека дури има и злоупотреби. Има. Добро, бидејќи за да опфатиме уште некоја тема до крајот, вие имавте една иницијатива, ајде да речеме, дека правата на лицата со попреченост да има законски измени во однос на тоа и да бидат дефинирани во Уставот. До каде е таа постапка? И јас, како организација ние, про боно го изработивме предлог моделот, ќе го поднесеме до моментално, бидејќи бевме окупирани во однос на персоналните асистенти, сакаме во чест на меѓународниот ден на лицата со попречен вид, 15 октомври, вторник, ќе го поднесеме до Собранието на Република Македонија и до сите пратеници, како и до председателката на Република Македонија. Би сакал да цитирам на средбата која што беше во Велес, каде што рече дека потребно е да бидат членот 9 да биде проширен со лицата со попреченост. Не со лицата со попреченост, туку со заедницата на лицата со попреченост. Кога велам заедница, со таа ние кога би добиле заедница, едноставно ние би можеле да ги добиме сите права и да го користиме оној модел лек специјалист. И од тој лек специјалист, тој е најдобриот правен механизам кој ќе им помогне, ќе ги загарантира правата на лицата или на децата со попреченост, бидејќи ви имате правата кои што се кршат на децата со попреченост. Не секое дете има образовен асистент по она што е предвидено. Ви имате образовни асистенти сега, извинете вака, од социолози, од психолози, па чекајте бе луѓе, зашто тогаш Институтот за специјална едукација и рехабилитација произведува една плејада на такви професионалци. И затоа ние велиме дека таквите дефектолози или специјални едукатори и рехабилитатори треба да си го најдат местото кај образовните асистенти. Или, и второ, на место обуки, кои што, извинете, ги измислуваат од така наречените ресурсни центри, замислите ви, за една недела нив ги прават образовни асистенти, а тие, замислите, дипломирале. И овие сега, ајде по теоремата на УНИЦЕФ, ќе правиме обуки. Никако не сме тука, значи, тука драстично се кршат правата, тоа се знае. Тој специјален едукатор, рехабилитатор ќе специјализира за намената која што треба да работи. Имате вие деца, говориме од деца кои со интелектуална попреченост, каде за нив треба да работи олигофренолог, вие имате деца кои што треба да работи со оштетен слух и говор, кој треба да работи со тоа дете сурдолог,
и вие имате дете каде што е лице со попречен вид, збориме тука така малку да направиме едно разграничување, зашто тифлологот за слепи е посебен и тифлологот за слабовидни е посебен, бидејќи вика тука имате каде што предметите се многу различни, односно имате психологија на слепи, педагогија на слепи и да речеме педагогија на слабовидни, психологија на слабовидни, тука малце спецификата по динамика, тука сметаме дека се прекршени правата на овие лица со попречност, сметаме дека се прекршени правата во однос на социјалниот живот кој што треба достоинствено да го живеат лицата со попречност. Сега јас би поставил прашање зошто велам дека треба да има заедница на лицата со попречност. Заради тоа што еве ги постојат национални сојузи, постојат синдикати. Зошто никој не искочи да направи синдикална кошница колку кошта кај лицата со попреченост и во нивниот дом. Еве нашата организација во октомври ќе испадне со таков извештај каде што извинете вака, па никој не ги пресметува колку пари чина суплементите на овие деца. Никој не ги пресметува колку чини нивните логопедски дефектолошки услуги. Па да не зборуваме за плеоптички и така натаму. Значи ние овие лица се едноставно маргинализирани или помножени под нула. Што ние џабе што имаме несензорни соби во училиштата. Гледам многу организации се фалат, еве ние направиме па кој ќе работи во тие сензорни соби? Врз основа на која модификација вие во тие деца ќе бидат сместени во ова? Значи, доколку издействувате да влезе таа заедница во установа, мислите дека правата би се подобри? Апсолутно, со самиот лек специјалис закон, тогаш мораат сите институции во системот, збориме и судско, и судот, и сите, да се прилагодат на тоа и да биде со лек специјалист закон за лица и деца со попречност, бидејќи мора така. Со тоа ќе се решат сите овие недостатоци и недоречености и ќе не може секој ден министер како ќе му текни така да со неговото доаѓање смени една програма, стави друга програма или да се создава еден хаос. Еве вие земете МКФ. Тоа е центар за функционална проценка. Не работи стручно. Знаете ли зошто? Бидејќи таму, прво, за да вие категоризирате, за да вие проценка направите на дете со попречен вид, вие таму немате тифлолог. За да вие таму направите дете со аутизам проценка, вие таму немате олигофренолог. За да вие направите проценка на дете со оштен слух и говор, вие таму немате сурдолог. И да не зборувам за стручни луѓе кои што треба да имат познање во однос на сензорната моторика, зборувам за дечињата со телесна попречност, раната детекција, раната превенција, тоа го нема. Финансирано со енорми пари од самите така наречени странски стручни организации кои што немаат поима и не се базира проценката на детето, туку таа со разговор на родителот. Ве молам, како вие на тоа и му давате таму документ кој што и во истиот документ вели таму не вика задолжително дека он треба да прима посебен детски додаток. Таму не пише во тој документ дека он задолжително треба да оди на дефектолог. Таму вика се препорачува. И што правите вие со тој документ кога ќе одите вие во Центар социјални работи, бидејќи ти врз основа на тој документ користиш права. Кога ќе појдеш ти во Центар социјални работи, што се случува таму, ако сака ќе ти даде додаток на попреченост. Ако сака ќе бидејќи таму не пише он задолжително. И вие со тој документ каде и да одите понатаму не може да ги остварите вашите права. Значи зборувам многу пропусти кои што системот ги заборави и не се видливи и не се во интерес на лицата со попреченост. А зошто тоа се должи? Тоа се должи сето тоа на енормните пари кои ги добиваат националните организации. Ви имате Национален сојуз на слепи кој што он требава да го прави мапирање. Он треба да излегува, да зборува, да кажува, а не го прави он тоа. Зошто? Бидејќи убави му се моментално еве оваа година, нив им е 22 милиони денари годишен буџет. Фала му на Бога, фала на политичарите, фала на министерството што има разбирање каде што се кратеа средства, каде кажавме на нив да им се скратат оваа година, бидејќи ќе треба се кратат кај дечињата со попреченост. Место кај дечињата ќе кратиме од националните сојузи и ја охрабрувам владата, сите бидејќи некако организации сме поднеле пред 2 години судски поднесоци до обвинителството, до ДКСК, веднаш таму да се санкционираат. Знаете зашто? Зашто тоа се енормни пари. Се злоупотребуваат, а од другата страна имате вие корисници кај што не ги добиваат тие права. Не ги уживаат. Не ги уживаат, туку
таму имаш бројка која е фингирана бројка од 2500 луѓе, уствари нема 2500 членови Сојузот на слепи, тоа е фингирана бројка, бидејќи таму имате меѓу нив и мртви членови и така натаму, и каде што они инкасираат пари од страна на државата и до ден денеска инкасираат и никој не реагира. Време е, значи, за да државата нешто направи, мораме овие институции да се реформираат. Почнувајќи од Сојузот на слепи и сите тие останови таму што се. Бевте сведоци, примери гледавте. Да, да. Добро е вака да се зборува јавно, бидејќи се надеваме дека нешто, од овие работи кои ги кажавте ќе допре до надлежните, па нешто да се смени. Нас ни истече времето. Господине Алишанов, ви благодарам за ова интервју. Ви благодарам и на вас. И со ова го завршуваме денешното Студио 10. Почитувани гледачи, ви благодариме на вниманието и на довербата и останете со програмата на телевизија 24.